Здраво и добродојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за гиногенеза, односно за развиток на хаплоидни растенија од женски гаметофит. Во ред, сега да поминеме некои општи работи. Значи, кај висшите растенија, еволутивно имаме редукција на гаметофитот. И денеска, машкиот гаметофит е представен со две хаплоидни клетки, тие односно се спермални клетки, додека женскиот гаметофит е представен со 8 хаплоидни клетки. Нека ја се спомнувам како 7 хаплоидни клетки на јајна клетка, но окей, јас значи ги спомнав како 8, каде што, кој ќе дојде до спојување гаметите, ќе добиеме зигот кој ќе има 2n број на хромозоми. А ако не бидат оплодени, овие клетки ќе изумрат. И ние при процесот на гиногенеза всушност можеме да изолираме клетки така кои се хаплоидни и од нив да регенерираме цело растение. Така гледате овде доле кај што цртам. Може да извадиме клетка да ја регенерираме едно цело растение кое ќе биде хаплоидно. Така, и затоа гиногенезата представува добивање на хаплоидни растенија од женскиот гаметофит. Така, овие се клетките на женскиот гаметофит и ние од овие клетки можеме да добиеме хаплоидни растенија без да имаме оплодување. Ајде сега да разгледаме проично морфологијата, односно структурата на плодникот или пак некојаш наречен толчник. Значи, еве кај се наоѓа локацијата на плодникот во цветот. Во ред, тоа до сега треба да ви е познато. И сега дека ако го зумираме, можеме да видиме дека изградено 3 дела. Горниот дел е устенце, или пак се нарекува стигма или жиг. Тука нели доаѓаат провично поленовите зрна. Имаме столпче, односно стилус, каде што се пушта поленовата цевка, и имаме плодница, нели каде што се наоѓаат овариумите, односно женските јајни клетки. Во ред, значи тие се трите главни дела. Сега, самиот плодник е изграден од плодни ливчиња. И тие можете да си ги замислите вака, да земам поголема четка, дека имаме ко плодни ливчиња, едно плодно ливче, друго плодно ливче, трето плодно ливче, кои го градат плодникот. Во ред. И овие плодни ливчиња исто така ги нарекуваме и карпели. Некогаш се познати како макроспорофили. Значи, ајде дека вака ќе бележам. Значи, плодни листови, така, значи плодни листови, или кои ги нарекуваме карпели, или пак се нарекуваат макроспорофили. Односно плодни листови. Во ред. Сега, ако плодникот е изграден од еден плоден лист, во тој случај тој се нарекува монокарпен. Значи, еден плоден лист се нарекува монокарпен. Ако има повеќе од еден, така, ако има повеќе плодни листови, во тој случај се нарекува поликарпен. Над еден, тоа е поликарпен. Сега, ако би го пресекле, овдека ако би ја пресекле плодницата, така, ова беше плодницата, и овдека ако направиме вака како напречен пресек, кај што повлеков црвена линија, и би го гледале од горе, би изгледало на следниот начин. Вред, значи вака би изгледал монокарпен плодник. Океј, кружниот дел е всушност круговот околу плодницата, и во центарот ќе имаме едно како столпче, на која овдека од страна ќе бидат прикачени овариумите. Ќе ги разгледаме тие понатаму. Али вако би изгледало монокарпен. Ако имавме поликарпен, би изгледало на следниот начин. Значи имаме како круг, и може да имаме вака. Во ред? Значи ова е со 2 плодни листа, ова е ако има 4 плодни листа. Во ред? И овдека би се наоѓале така, овие вака. Океј, сега. Добро, значи во бројот на плодни листови имаме монокарпен или поликарпен, но спрема степенот на сраснување на плодните листови, поликарпниот плодник може да биде поделен на апокарпен или синкарпен. Значи овие поликарпните врз база на колку е степенот на сраснување ги делиме на апокарпен и синкарпен. Значи ја ова вдека доле што го нацртав е всушност синкарпен плодник. Но апокарпен би изгледал на следниот начин. Значи апокарпен би изгледал вака. Ја направам само од 2, така како една половина овдека, една половина овде. Во ред. Значи вака би изгледал апокарпен. Каде што, всушност ако би дале дефиниција,
Апокарпниот плодник се формира кога секое плодно личе формира посебен плодник. Во ред. Значи, ја дека оваа презентација што ја нацртав за плодник, нели сустенце, столбче и плодница, вака би изгледал синкарпен. Така, изгледа како едно, како една целина. Но сите овие плодни листови, кои го градат плодникот, така, еден вака, тука два, па три, може да се разделат едни од други. И сега ќе видите слики како всушност тоа изгледа, бидејќи вака ми е малце тешко да објаснам. Но сега само да дадеме дефиницијата за синкарпен. Тој плодник кога се формира кога две или повеќе плодни личиња сраснуваат помеѓу себе. Значи ова е синкарпен, ова е апокарпен. И сега ќе видите слики за да ви биде појасно. Значи ева овдека имаме слики. Во ред. Првен започнуваме од монокарпен. Така, монокарпен плодник, каде што добро дека е вака презентиран, но може да има различни варијанти. Ја нели го нацртав како вака со точка и таму беа оверјумите, но може да бидат поставени на страната. Значи постојат и такви варијанти. Имаме сега поликарпен, така, значи ова беше монокарпен, овие сега се поликарпни, овдека што се, и гледаме поликарпен, али апокарпен, каде што не се сраснати. Односно, секој плоден лист образува нешто што наликува на целосен плодник. Така како три плодници имаме. 1, 2 и 3. Во ред. Додека имаме овдека синкарпен. Али, кога се сраснати, може да бидат сраснати ниско или високо. Овдека се сраснати ниско. Гледате? Овдека се сраснати, а нагоре не се сраснати. Овде, например, тука се сраснати, така до тука се сраснати, наму не се сраснати. Тука до тука се сраснати и овдека целите се сраснати. Значи ова е синкарпен, целосно сраснат. Во ред. Овдека повторно имам презентација на тоа. Имаме апокарпен, во ред, имаме синкарпен. Али овој синкарпниот не е целосно, него е некаде средно сраснат. Различни растителни видови имаат сраснување на различна висина. Во ред? Океј. Тоа сега дека онака ви разјасни. Сега дека некои други слики. Повторно. Првата слика е апокарпен. Така не се сраснати, одвоени се едни од други. Тука имаме синкарпен. Така, сраснати се. Али гледате, сраснати се и се наоѓаат над зидовите, овулите. А овдека сраснати се, а се наоѓаат во центарот. Вредно, че има разлики. Сега нема ние да влегуваме толку, но сепак. Овдека имаме синкарпен, али е у центарот тоа, налик како монокарпен. Али гледаме дека е синкарпен, зашто горе имаме 3. Вредно, овдека имаме повторно слика, видиме како изгледа. Така, значи може да е така, вака, така. Има различни начини на кои може тоа да се представи. Тоа е веќе не навлегуваме у ботаника, али има многу варијанти. Во ред, али тоа е главната идеја. Значи може да изграде од еден плоден лист, од повеќе плодни листови. Ако е од повеќе плодни листови, тоа што се или несраснати, така, несраснати, сраснати. И повторно кај сраснатите зависи до кој степен, али ние не навлегуваме толку информации. Во ред. Сега ќе го разгледаме процесот на макроспорогенеза или пак спрема некои автори мегаспорогенеза. Тоа е процес на формирање на женски гаметофит, кој исто така се нарекува макро или пак мегагаметофит, зависи од учебник до учебник. Но, пред да го објасниме процесот, да видиме каде се одвива. Овдека лево имам плодник, кој дели имаше устенце, имаше столбче, имаше плодница. Така, сега, овде имаме нешто што се нарекува семенов зачеток или пак овула. Во ред, ако би ја зумирале оваа овула, би го добиле следното. Овдека имаме овулата, која, така во основата има како дршка, која се нарекува фуникулу, и овулата е составена од главно нуцелус, што е ова жолтото, така, и овој нуцелус е обвиткан со интегументум, така како обвивки. Базалниот дел на интегументумот се нарекува халаза, што е базалниот дел, додека апикалниот дел формира отвор, така овдека има како отвор, кој го нарекуваме микропила. Сега, некој може да стане овдека збунет, ќе си рече како ова е апикален дел. Нели апикален дел е горе, а ова е доле. И тука станува мала конфузија, бидејќи всушност ова е како свиткано. Ако би го исправил, например вака ако би го исправил на овој начин,
Во тој случај микропилата нели ќе си дојде горе и затоа нарекуваме апикален дел. Но бидејќи е искривено, изгледа како да е доле и затоа некој може да стане конфузија како микропилата е на апикалниот дел кога тоа е доле, како халазата е на базалниот дел кога тоа е горе. Но окей, значи халазата е на базалниот дел на интегументумот, микропилата е отворот кој се создава нели од интегументумот. Сега нормално немојте да мислите дека ова вака е пресечено. Ова, сега ако би го направил некако во 3D, овдека има отвор вака округле се тој. Така, значи овдека ова е вака покриено. Не дека е вака отворено како пресечено. Во ред, значи тоа е затворено 360 се движи интегументумот од сите страни, но нели ако го нацртам нема да може да видиме внатре. Многу логично. Сега, во внатрешноста на нуцелусот се рекува се наоѓа клетката мајка на ембрионалната торбичка. Односно нели овдека ќе ја добиеме мегаспората. Сега кога ќе го објаснуваме процесот, оваа клетка мајка ќе ја бележиме посебно, значи нема да цртаме цела оваа структура бидејќи нема логика. За џаве само ќе пречи. Ајде да го разгледаме сега процесот. Значи овде што имам нацртано е клетката мајка. Значи оваа клетка е всушност тоа, само што имам нацртано со жолто јадро колку да се разликува малце. Првично имаме клетката мајка која има 2N број на хромозоми кои се наоѓаат во 2C форма. Но започнува процес на мејоза. Тоа значи дека хромозомите ќе преминат во 4C и нели понатаму ќе се одвиваат другите фази на мејоза, при што ќе се добијат 4 клетки. Сега вака ќе ги бележиме. Се добијат 4 клетки. 3 4 кои се одвоени меѓу себе со мембрана. Во ред, значи одвоени се со мембрана. И овие 4 клетки сега имаат сите од нив N број на хромозоми кои се во 2C форма. Океј. Но од овие 4 клетки 3 ќе изумрат. Да речеме дека тоа се овие 3. Во ред 3 ќе изумрат, само една ќе преживее. И сега тоа би изгледало на следниот начин. Значи таа едната ќе завземе најголем дел од позицијата, додека овие другите 3 кои некако доле ќе бидат сплескани, мртви клетки. Во ред, ај ќе брежам јадро колку да биде нешто. Сега, од оваа една клетка која преживеа, ќе се развие сушност мегаспората, односно макроспората. Оваа една клетка сега подлежи на митоза. Во ред, сега подлежи на процес на митоза. Вака ќе идеме надоле. Митоза. И сега нема да ги бележам тие мртвите клетки за да не одзимаат време. Ќе добиеме оваа една клетка, но сега ќе има две јадра кои нема да бидат одделени со мембрана. Значи се добиваат две јадра и при тоа двете јадра се во N, така 2C форма. Бидејќи овдека и ова е во N 2C. Во ред. Сега, овие две јадра ќе се упатат кон краевите. Така, значи ќе се упатат кон краевите и тоа што ќе се добие е следново, значи имаме клетката и јадрата сега ќе застанат на краевите, едното ќе застане на крајот близу халазата, другото јадро на крајот близу микропилата. Потоа ќе подлежат на уште две серии на митотска делба, така значи митоза пута два пати, во ред двете клетки, и тоаш всушност ќе се добие, ќе добиеме, ајде сега ќе нацртаме поголема, бидејќи сега е поголема, ќе се добијат 4 јадра на секој крај. Така, значи, дуга ќе се добијат 4 јадра. И овде ќе се добијат 4 јадра. Така, ќе бележиме. Каде што секој од овие јадра е повторно N број на хромозоми 2C. Инаку во овој стадиум, значи оваа клетка сега станува голема, значи завзема најголем дел од нуцелусот. Бидејќи претходно нели беше помала, така беше помала, сега е поголема. Во ред? Океј. Сега од оваа клетка по едно јадро од халазниот дел, да речеме дека ово е халазниот дел, а дека ово е дел од кај микропилата, по една клетка од овие 4 од кај халазниот и по една клетка од овие 4 од кај микропилата доаѓа во средината. И тоа што се добива е следново, значи, ќе направиме повторно голема. Тоа што се добива е да сега тука останат 3. Така, едно ќе дојде во средина, исто и доле ќе имаме 3, додека едно од нив ќе дојде во средина.
Значи ништо посебно, едно отпатува тука, едно тука. Во ред. И сега овие се нарекуваат две поларни јадра. Во ред, значи овие сега ги нарекуваме две поларни јадра. Две поларни јадра. А остатокот од клетките кои се наоѓаат сега на халазниот и микропилниот дел формираат, остатокот од јадрата формираат клетки. Значи сега веќе нема бидат само како јадра, него ќе се одделат со мембрани. Значи тоа што ќе се добие е следново. Имаме овдека. Повторно имаме 4 овде. 3 долу. 2 у средина. Но сега ќе бидат одделени со мембрана. Во ред. Вака. Сега. Овие 3 клетки кои се наоѓаат во микропилниот дел сочинуваат нешто што се нарекува јаен апарат. Ајде го бележиме со црвена боја. Значи, они го сочинуваат јајниот апарат. Каде што две од овие клетки се синергиди, клетки синергиди, додека една е јајна клетка. Да речеме дека овие две, така со розова боја, така дека оваа и оваа на крајот се клетки синергиди, додека оваа централната ќе речеме дека е јајна клетка. Додека трите клетки кои се наоѓаат во хазалниот дел се нарекуваат антиподи. И ќе бележиме вака со, виолетова боја. Така, значи, овие се нарекуваат антиподи. Јајната клетка обично е поголема од синергидиите, така што, ќе ја направам некако покрупна. Ред, значи ќе ја направам некако поголема, со поголемо јадро, бидејќи завзема поголем дел. Покрупна е, поточно. Вред, за разлика од клетките помошнички, основно синергиди. Сега, кога ќе се одвива процесот на оплодување, всушност овие клетки синергиди имаат многу важна улога, бидејќи они учествуваат во ориентација на поленовата цевка, да се насочи кон ембрионалната торбичка, и имаат ензими, целулази и пектинази, кои учествуваат во разградување клеточниот зид од поленовата цевка. Бидејќи, нели, овдека во јајниот апарат се наоѓа, ќе идеме овдека горе, се наоѓа, нели, кај микропилата, значи овде доле јајниот апарат всушност, кога ќе дојде поленовата цевка, така, низ која ќе дојдат спермалните јадра, дека сега ќе дојде поленовата цевка, првично, така, машките полови клетки ќе дојдат во контакт со синергидиите, кои што имаат одредени пектинази и целулази, така, значи овие клетки имаат пектинази и целулази, кои понатаму ќе ја деградираат таа поленова цевка. Исто така, антиподите содржат многу резервни материи кои ќе бидат понатаму битни, нели, за развитокот. Значи антиподите содржат резервни материи. И сега нема да влегуваме во процесот на плодување, но една спермалната клетка ќе дојде ќе се оплоди со јајната клетка и една ќе отиде со овдека со овие двете поларни јадра и така. Значи, тоа не интересира, но ова беше главно процесот на макроспорогенеза. Значи, ја разгледавме структурата, видовте кои се деловите и после видовме како всушност идат од една клетка, се беат 4, една изумира, па тоа од една се развиваат јадра, така, па повеќето јадра, па после тие си добиваат сопствена мембрана и имаат различни имиња. Во ред, сега ќе збориме за гиногенеза. Значи, гиногенеза е добивање на хаплоидни растенија од хаплоидни клетки на женскиот гаметофит. Така, значи ги видовме хаплоидните клетки претходно, така сите овие се тука хаплоидни клетки. Епа, од нив можеме да добиеме хаплоидно растение. И ова се случува спонтано во природата, но ние можеме да го индуцираме, така во инвитро. И главно користиме овариум, овули
неоплодени јајни клетки или пак се користат и синергиди и антиподи. Овариум беше ова, ќе идеме тука. Значи ова беше овариум, во ред. Овули беа овие, така значи ова беше овула и неоплодена јајна клетка. Така, овдека ова јајна клетка или пак се користат синергидиите или пак антиподите. Во ред, значи скоро се можеме да користиме. Сега, првично нели клетки ќе се започнат, ќе се делат митоцки и со тек на време ќе образуваат нешто што се нарекува мултицелуларен хаплоиден проембрион. Или пак се нарекува хаплоиден гиноген проембрион, бидејќи збориме за гиногенеза. Вака го помислам ова. Сега, може најчесто се користат, значи јајна клетка, антиподи и синергиди, каде што ако користиме јајна клетка или антиподи, се добива проембрион, од кој понатаму нели настанува ембрион. Додека ако се користат синергиди, се формира неембриогено калусно ткиво. Сега, интересно е дека од овој ембрион, кој го добивме ако користиме јајна клетка или антиподи, понатаму преку соматска ембриогенеза, можеме нели да го регенерираме растенијето, додека ако користиме неембриогено калусно ткиво, можеме преку индиректна органогенеза. Значи, индиректна органогенеза. Да го добиеме понатаму растенијето. А ако користевме овули, многу често дури ќе добиеме диплоидни, така ќе добиеме диплоиден ембриоген калус, кој ќе добиеме диплоидни растенија. Значи, ако користевме овула, а не ги користевме јајните клетки или антиподите или синергиите, ќе добивавме диплоидно растение. Така, сега, сите скоро работи ги спомнав дека можеме да ги користиме, но не спомнав за овие двете поларни јадра, кои всушност си прават секундарно диплоидно јадро. Тоа не го спомнав преска, али прават секундарно диплоидно јадро. Сега, тоа не го користиме, бидејќи не се способни да регенерираат цело растение, или пак се уште не знаеме како од нив. И тоа беше главно тоа што требаше да се спомне за гиногенеза. Сега ќе видиме некои фактори кои влијаат врз гиногенезата, но првично да спомнеме дека гиногенезата може да биде стимулирана и со невијабилен полен. Односно, како се прави тоа? Се става невијабилно поленово зрно, така кое што е всушност стерилно и не може да оплоди, но сепак ќе се образува поленова цевка која ќе стигне нели до ембрионалната торбичка и тоа ќе иницира всушност како некој си начин да е оплодена клетката, јајната клетка, иако јајната клетка не е оплодена, така што останува хаплоидна, нели? И тоа е всушност партеногенетски развиток и се добива хаплоиден ембрион. И ние тој хаплоиден ембрион понатаму можеме преку соматска ембриогенеза да го развиеме во растение. Значи тоа е еден начин на добивање растенија. Сега, има различни фактори кои влијаат врз геногенезата, значи овдека се наброени генотипот, односно видот на растенијето, физиолошка состојба, дали е здраво, возраст, добро колку е старо, температура, колкава е хранливата подлога, фитохормоните и други фактори. Многу ни е битен вакво генотипот на растенијето, односно видот на растение. Бидејќи геногенезата која сега ја разгледавме, всушност е проучена кај многу мал број растителни видови, ориз, пченица и тутун, во споредба со андрогенезата. И малку е проучена бидејќи едноставно не е успешна. Гиногенезата на некој си начин се користи како последен ресурс, во смисол најчесто се користи некој друг начин за добивање растенија. Единствено се користи кај растенија кај кои не постои друг начин на добивање хаплоидни растенија или пак воопшто на регенерирање растенијето. Например, ако имам некои растенија кои имаат машка стерилност, тогаш можеш да мора да користиш гиногенеза, бидејќи не можеш да користиш андрогенеза. Но главно, значи е потежок процес, помалку дава успех и не може да функционира кај голем број видови. И постои дури веројатност на добивање на албино растенија. Значи може да се добијат и со бела боја ќе ближиме. Албино растенија. Кога се користи методов на гиногенеза. И кај некои растителни видови се добиваат повеќе албино кај растенија, кај некои помалку албино и така натаму. И на крај ќе завршиме само со еден факт кој е дека не секогаш добиваме хаплоидни растенија.
Сега теориски да, треба секогаш да добиеш хаплоидни растенија, но во пракса не е баш така, бидејќи се јавуваат грешки при мејоза и митоза. И можеш да добиеш диплоидни растенија, можеш дури да добиеш полиплоидни или миксоплоидни. Што ти нема ти тука што да влијаеш врз тоа, едноставно се јавуваат такви спонтани грешки при процесите на делба. И се јавуваат околу 15% од случаите, така. Што не е малку, али не е ни многу. Океј, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.